за нив. Океј. Да. Тоа е тоа. Супер. Да најавам, нареден час ќе имаме мала претумбација во распоред и затоа и на почеток ќе го најавам ова. Значи 16 мај ќе зборуваме за брзина. За брзина на гости ќе биде Александар Танчевски, наш баш колега, и ќе направиме една апликативна демонстрација на овој тестот што го работевме 30-15, кој што е во контекст на брзина и во контекст на издржливост, ама ние ќе зборуваме за брзина. Така да ќе најавам и на Facebook, чисто да имате информација, ќе пратам и линк до Александар Танчевски, наш колега, CV, да знаете со кого разговарате, на моја покана е, на моја одговорност. Знам дека он ќе го слушнува предавање, затоа што генерално ги слуша сите, така барем ми најави, се подсетува на ставата. Така да ќе добиете информација. Сега, денеска зборуваме за сила, силина. Во книгата се објаснети овие концепти, што значи сила, што значи силина, како термин. Сега ќе зборувам ќе споменам и за тоа што значат. Значи, консултирајте книгата. Ако денеска не стасаме, може би ќе се договориме, ќе видиме како сега да може да се договориме за функционален тренинг, да направиме уште едно екстра ден или екстра предавање. Но, ајде да видам како ќе тече предавањето, па може би ќе имате и прашања, па ќе заглавиме, дај Боже. На овој слайд се објаснети, мислам, ова изџвакано, мои препораки како да ги совладувате темите за моторички способности. Значи, што треба да знаете за темите. И сега, исто како и издржливост, таа тема ја поминавме, флексибилност ја поминавме. Значи, треба да зборувате, да знаете да кажете што е конкретно таа моторичка способност, овде се зборува за сила, силина. Какви видови на таа моторичка способност постојат? Кои методи се ги употребуваме за развој? Значи, како се подобрува конкретно силата, силината, силовите способности? И евентуално во кои сензитивни фази најповеќе може да се делува, сензитивни фази се однесува на фазите од антропонтогенеза кај човекот, значи во животниот век на човекот, каде најмногу може да интервенираме за подобрување или трансформација на силовите способности, каде за издржливост, каде за брзина, флексибилност, дали во целиот живот, дали во одредени години, нели за брзина нешто споменав, па ќе зборувам уште повеќе. Значи дека е во порано детство координација исто, мада координација може и цел живот, нели зборувавме. Но ако ги знаете овие 3 или 4 работи, кои што се на слайдов, и за сите нив знаете да објасните, да даете примери да објасните, сметете дека прво што е најбитно, ќе ги имате информациите за понатаму, а второ дека ќе го совладате испитот. Значи, затоа велам изџвакано на некој начин, како да пробате да ги запомните работите. И нема никакво учење на памет, туку едноставно треба да се разберат работите и се е логика, како што на лактатната крива, ако ја имате во глава и логично ја поставите, не треба да ја научите на памет, едноставно ќе ги извадите информациите од меморија за нив. Сега, да не должам. Значи, што представува силината? Колку што гледам на следниот слайд, немам дефиниција, така да тука ќе издефинирам што значи силината. Силовите способности представуваат моторички способности, ние ги разгледуваме како мотор, тоа е физичка величина, големина, но ние ја разгледуваме во моториката како способност да се совлада некое надворешно оптоварување, да се пренесе некое надворешно оптоварување, да се подигне, да се премести од една позиција на друго, или да се помести телото во простор
за многу кратко време, кога зборуваме за експлозивна сила. Значи, ова се некои дефиниции кои што, може да најдете многу голем број на дефиниции за сила. Силата е способност лична на издржливост, која што е многу опфатена во истражувањата. Зошто? Затоа што многу е подложна на трансформација. И кога нештата се подложни на трансформација, тогаш се едноставни за мониторирање, за тестирање, за анализирање. Например, координацијата, рековме, тешка за да се фати, но сепак се работат некои таму моторички, нели, мануелни, манипулативни техники за да може да се проценат и слично. Сега овде кај нас во спортот силовите способности се така прилично трансформацијски способности, адаптибилни и затоа се интересни. Ето уште еднаш. Што представува силата како дефиниција? Значи, силовите способности се способности на човекот, моторички способности на човекот, да човекот покаже да манифестира способност да совлада надворешно оптоварување, да го премести телото во простор или да премести некој оптоварување од едно место во друго место. Пример, тоа е повтор пат. Мој вид на гледање на нештата, нормално консултирајте други, секоја друга дефиниција се важи, само да е во контекст на силината, да не објаснуваме за нешто што нема контакт со силата. Сега овде гледате поделени се слайдовите. Значи, кога зборуваме за дефиниција, секој ќе биде број 1, кога зборуваме за видови на оваа способност, за број 2, за методи на развој, ева ќе ги ставам. Може и вака. Океј. Од кои фактори морам да се вратам нешто? Кога зборуваме за сила, тога зборуваме за максимална сила. Ова ќе го видите во наредните слайдови. Значи, зборуваме за нешто што е близко до едно движење или нешто што се однесува на мала група на мускули кои што учествуваат во движењето. Кога зборуваме за силина, зборуваме, например, за повеќе број на повторувања, за повеќе мускулни групи и зборуваме, например, дури може еден број на повторување, зборуваме за повеќе број на повторување. Значи, тука е основната разлика терминолошки, каде што може да се направи некоја разлика помеѓу сила и силина, инаку ова се силови способности. Во книгата ќе најдете повеќе информации, убаво објаснато, значи со примери што значи сила, што значи силина, но ево уште еднаш, значи сила се однесува на пример на максимална сила, не ја нарекуваме максимална силина, туку максимална сила. Што е максимална сила, ќе видите понатаму. Силина се однесува на репетитивна силина во при изведба на згибови, при изведба на склекови. Значи, очекуваме дека ќе има поголем број на движења. Кои фактори, се уште сме во дефиниција, кои фактори влијаат во манифестирање на силината? Па, например, централни. Значи, се однесува на централно нервен систем. Меѓумускулна координација, трансферни импулси, трансфер на приемна информација, нели, по аферентните врски, кон централниот нервен систем, праќање на импулси до мускулите кон еферентните нерви, може така да ги кажем. Значи, зависи од централни фактори. И сега што е интересно, како да запомните, например, кога има замор, тога силината е послаба. Експлозивната силина директно е врзана со централниве механизми кои што учествуваат. Максималната сила е директно врзана со централните механизми. Например, сте приметиле кревачи на товар, светско првенство или олимпијада, многу се интересни тие надпревари, барем за мене. Па во бекстејдж, кога пред да искочи, пред да излезе надпреварувачот или надпреварувачката, дали некој приметил дека им даваат, например, да мириснат хемикалија? Дали сте приметиле? Добро, ќе сватам. Ајде, Ангел? Не. Многу интересно, мислам дека се работи за хлороформ, не сум сигурен, може би грешам, но пробуваат да ги разбудат. Значи, да го спреми, силината ја има, но како ќе се генерира зависи од овие централни фактори. Значи, ни креваат колку е рекорд тамо, зависи дали е клинен снеч или
нели тие дисциплини што ги имаат, но пробуваат да го возбудат, да го ексцитираат, да го надразнат централниот нервен систем за да може да направи екстра напори да помогне при изведба на ова едно единствено движење и тоа се нарекува сила. Може да пробараме, ако не дам информација во меѓувреме, ќе пратам што користат како хемикалија или не знам што состав е таа субстанца која што едноставно преку мирис може да се не грешка сум, не е хлорофон, хлорофон беше обратното кој што делува, мислам дека обратно делува, како и да е. Ова на Юроспорт една година, нели имаат они тамо, оние интермеца што ги праќаат, една година имаше, баш се вртеше како го возбудува тренерот, како го возбудува централниот нервен систем кај надпреварувачите. Кога се зборува за периферни активности, значи тога зборуваме за повторно некоја внатрешна меѓумускулна координација. Ова е меѓумускулна координација, првиот дел централно се однесува на кои мускули ќе се активираат, затоа што во текот на едно движење едни мускули се примерни, ама другите вршат стабилизација, нели и слично. А кога се збори за периферни активности, значи внатре во мускулите како се одвива контракцијата, на пример колка број на активирани единици има, нели, како се синхронизира таа активност меѓу единици, како се прима на ниво на саркомера, значи тоа се однесува на мускулот, само на како изведбена, како ефекторен орган или извршуваш на задачите. И исто така овие под број 3, значи вегетативно ендокринни жлезди, срцево-садов систем, која се работи за поголем број на повторувања, енергетско обезбедување, кај еден ерем, и кај мал број на повторувања, дури и кај поголем број, на пример, од типот на бодибилдерски режим, тука апсолутно е потребен креатин фосфатот како енергетска резерва, но, на пример, ако изведувате движења од типот на голем број на повторувања, тогаш во подолго време која изведувате движење кое што, например, 2000 пати чучнување. И тоа ви зема околу 40 минути. Што трошите како енергија тогаш, за вас зборувавме? Што мислите, што трошите како енергија? Јале Да, јаглехидрати трошите како енергија. Ова е, сега ми текна, ова е едно истражување кое што го работевме кај нас на факултет. Се работи за наш колега Даневски. И човекот беше на... вака сега ќе го презентирам. Значи, успеа да направи, да го пријавивме за Гинисов рекорд, мислам дека ќе влезеше. Само да видам колку број на движење имаше направено. Оваа крива што ја користам всушност за предавање е точно од него, од Борис Даневски е нашиот колега. Само да ги најдам бројот на движења. Да. 2591 едночучнување направи во период од 40 минути, мислам дека беше. Само да видам колку минути беше тоа. Не, ми изгледа дека беше повеќе минути, сум заборавил одамна. Значи, отприлика 2600 чучнување, длабоко чучнување, дип сквот. Исправање, дип сквот. Исправање, дип сквот, имавме 6 колеги, 6 станици всушност, кои што на 10 секунди мереа колка број на повторување прави во 10 секунди и се менуваа колегите постојано, затоа што едноставно треба да имате концентрација да измерите. Негова срцева апроксиматли средна срцева фреквенција 75 минути, изгледа дека повеќе од работа, секи го најдеме. Да, 1 час и 40 минути работа во салата каде што во старата сала, спортската сала, не за гимнастика, туку за спортови салата. 1 час и 40 минути.
Во просек изведувал еден скват на 2 секунди за пирка 33 2,33 секунди, просечна срцева фреквенција треба да е до првата минута, а помеѓу 15 и 75 минута просечна срцева фреквенција 175-186. Што е интересно е дека он троши јаглихидрати и на друг начин го докажавме тоа преку оваа крива каде што најдовме неговата анаеробен праг и тој точно беше во целото време на овие саат и 40 минути точно беше околу анаеробниот праг, под над. Едноставно знаеше да се штеди за да може да издржи да направи што поголем број на повторувања, но и тука факт дека тој трошеше јаглехидрат. Иако веќе кажеме за сила дека ни треба креатин фосфат. Но ова активност како ќе ја дефинираме? Како сила, како издржливост или како силова издржливост? Што мислите? Оваа манифестација од 1 сат и 40 минути изведување длабоко чучнување. Како силова издржливост. Да, и малку повеќе издржливост, би ја кажал. Да, дека е подолг периодот. Точно, дека е подолг период. Супер што ми текна за ова, одамна го немам отворено, доколку некој го интересира може да го пратам. Ова е 2012 година, мислам дека 2010 година ги работевме овие работи. Значи, сакав да кажам околу енергетското обезбедување, треба да имате во предвид за сите активности, сите вежби што ги даваат, што побаруваат од внатре. Добро, број 2, како се делат силовите способности? Првитна подолба според движечка карактеристика. Набројани се. Што значи апсолутно? Апсолутно значи над максималната. И па сега, како тоа максимална, ја можам само еден ерем да кренам, а сега постои максимална. Ако е еден ерем, значи еден, не можам да кренам повеќе. Нели, еден ерем тест е тест кој што проценува една максимална репетиција. Било кое движење да го одберете, нека биде бенч, нека биде бицепс. Ставате тежина за да може да кренете еднаш. И сега некој вели, ама ја можам 100 кг да кренам на бицепс. Добро, стави 100 кг и 200 грама. Значи, поентата е при добро загревање се да направам едно единствено движење. И нели пробувам, има метод на проба како се изведува овој тест, но целта е да најдам на која тежина ја можам да изведам едно движење и не повеќе. И тој те се нарекува 1RM, популарен тест, и ја проценува максималната сила. Значи, тоа е максимум што можам да кренам. И сега, што е апсолутна сила? Апсолутна сила, апсолут, близко до Бога. Вели дека е сила која што може да се генерира во случај на екстра екситација. Па таа може да биде, како што кажав, нели, претходно, ете, примерот еден со кревачите на товари, со електростимулација или други, како да ги кажеме, спортски, не се допинг, туку суплементацијски средства, да не кажем опојни дроги. Инаку дрога, како термин дрога, значи лек, ама ние го знаеме у која конотација се користи терминот дрога. Значи, апсолутно значи нешто што е над максимумот и може да се произведе како мускулна контракција со надворешна стимулација некоја. Нека биде наједноставно електростимулација. Значи, на ниво на саркомера се екстра стимулира од надвор. Се даваат екстра импулси, не само оние што ги праќа централен нервен систем, туку ги праќа и електростимулаторот и тогаш може да направи може би повеќе да крене на бицепс или на бенч од резултатот што го има за еден РМ тест. Една тоа се однесува апсолутна сила. Не се користи многу во пракса, ние користиме генерално максимална сила, конкретно да, мислам дека и магистерската беше, да и магистерската и докторатот кој ги работев со колегите заедно, еден од главните тестови беше еден РМ тест за да се процени максималната сила на, мислам дека ви објаснувам во генетика кога зборувавме за ова истражување. И сега што е релативна сила? Релативно значи дека е во споредба со нешто. Па, например, ќе видам дали има, нема. Ако еден ерем, вака, имаме двајца, да видам тука, го немам тука. Релативната сила представува сила која што може да се, значи, например, крената тежина
во однос на собствената тежина. Најверојатно го знаете концептот, да, ако некој го знае, сака да ми помогне. Човек број 1 тежи 100 килограма, крева на бенч нека видам, награди 100 килограми. Тежи 80 килограми, крева награди 100 килограми. Кој има подобра релативна силина од овие двајца? Тој што е полесен. Точно, затоа што го споредуваме во однос на тежината што ја крева. Значи, овој полесниот може да крене дури и повеќе од неговата тежина во однос на овој потешкиот. Релативната силина се секогаш се однесува во однос, се што е релативно се однесува во однос на апсолутната мерка. Пример, тој може да крене еднаш, нели, како што пишува, 100 килограми. Арно, ама ние гледаме во однос на тежината. Па, например, процент на масно ткиво во однос на вкупната тежина на телото, ви текнувам. Ама може и како апсолутна вредност масното ткиво да го земеме во килограми. Колку вистински апсолутно во килограми има 5 килограми масно ткиво. Ама во однос на вкупната тежина има 15%. Разбирате? Така да, тука исто може да се изрази, нели, ако се подели 80 за 100 добивате процент, па колку е тоа во проценти, ако се подели 100 врз 100 колку проценти е, и на тој начин може да се анализираат видовите да се анализира силата или да задавате и тренинг во однос на ова. Тоа беше првата поделба. Втората поделба може да се поделат, три вида има, два има вкупно и еден претходно, значи од акцијски карактер. Статичка сила е, гледате сега, сила, статичка сила. Статичка сила е сила која што се изведува при мирување. А, например, изведувате, сега се терминолошки познати, планкови или задржување, или изометриски вежби, ќе ги видиме понатаму во примерите. Тогаш зборуваме дека нема движење и прикажуваме статички вид на сила, се користи, го нарекуваат core stability, така, особено во recovery, во опоравок се користи, но и како суплементацијски вежби на силовите вежби кои што се задаваат или силовиот тренинг. Репетитивна сила е нешто што има репетиција, значи вие изведувате згибови, тоа е репетитивна сила, склекови, тоа е репетитивна сила. Чучнување, репетитивна сила. Експлозивна сила, ја помиравме експлозивната сила на час, ако ви текнува, и таму објаснував за ексцентричната компонента кај експлозивната сила која што се појавува. Експлозивната сила представува представува моторичка способност која што има за задача да направи помрднување на телото во простор за што пократок временски период. Еве една дефиниција. Значи, не треба на памет. Значи, само замислете го тестот скок во далечина или изведбата на скок во далечина. Што треба да направам ја за експлозивна сила? Треба да го поместам телото во што поголем простор, значи што подалеку, за што пократок временски период. Тоа е една дефиниција. Второ е изфрлање, например, на предмети, медицинка, диск, атлетски дисциплини, копје, кладило и така натаму. Значи, сите овие активности што ги изнабра влегуваат во субкомпонентата на силовата способност, која што се нарекува експлозивна силина. Експлозивна силина. Го поместувам телото, иако има едно единствено движење, го поместувам телото во простор. Поскокнување на јаженце повторно побарува експлозивна силина, но некоја во издржливост ќе биде ако нели можете да скокате 5 минути, но сепак представува некоја базична плиометрија. Сега видите, ова мислам дека понатаму неам кажано.
Вежбите за експлозивна сила ќе искористам тука дека се нарекуваат плиометриски вежби, а инаку експлозивната силина, целта на експлозивната силина е да се искористи таа ексцентрична компонента која што се појавува при изведба на движењето и всушност да се стимулира стреч рефлексот, кој што и по и кај флексибилност го објаснив, и на тој начин да се искористи екстра генерирана сила за да може да се изведе, например, што повисок скок. Дали беше некој на часот по практичниот час во сала, каде што го објаснував овој дел со еден скок од место, значи од исто ниво, и скок со промена на ниво. Па скокнавме од клупа, мислам, прво на наскок долу, на паркет, па после од тука веднаш скок, и дали има разлика во постигнатата дистанца. Дали беше некој на тој час? Да, јас бев. Супер. Значи, така, се присетуваш на тоа што го... Да, и за флексибилност со клупата нешто правевме експеримент. Ја поправавме клупата, изгледа. Не, туку со тегнењето со метро и раците до каде ќе стигнат. Ни објаснувавте и за тие рецепторите што се за болка. Како Да, тоа е тест длабок предклон. Тестот се нарекува Да, длабок предклон што го работевме, но тоа е тест. А инаку зборувавме во статички услови кога се задржува, тога се некако анулира оној стреч рефлекс кој што се појавува и кој што ја прави болката. Но што сакам да кажам, дека фаза 1, кога се спушта надолу, значи девојката се спушта надолу, тогаш има ексцентрична контракција на квадрицепс во зглоб на колено. Зошто? Затоа што кочи и стегнува и има ексцентрична контракција на глутеус. Сега, значи, ако пробавме да направиме полека спуштање надолу, па од доздола да скокнам нагоре, нема да има ефект. Ама ако сите замислете како подскокнувате, секој што подскокнува од исправена положба, оди во многу краток временски период надолу, значи хоп надолу и веднаш хоп нагоре. Тоа хоп надолу всушност прави да има истегнување на мускулите, конкретно овде ова се флексори во зглоб на колено и флексори во зглоб на колк. Нив ги истегнува со ексцентрична контракција се случува, значи они надолу кочи, нели, мора да закочи, и затоа ексцентрична контракција. Значи се истегнуваат припоите, значи се оддалечуваат припоите или се истегнува мускулот, што е поправилно, и на тој начин ако брзо го изведете тоа, тогаш тие muscle spindles генерираат информација дека како кај истегнувањето ќе настане истегнување на мускулот, и во делови од секунда праќа информација преку централниот нервен систем до бойлерот, таму кај што се обработува до процесорот, и овој вели, чекај, ја ќе контрахирам малце. Тоа истото се случува и кај флексибилност, па не ви дава да направите екстра, нели, истегнување на мускулот. И сега, кога ќе настане таа информација, тога централниот нервен систем како внатрешен стимуланс праќа екстра електрони, ајде така да кажем, или информација до мускулите и вели контрахирај. Значи не само волево да се контрахираат мускулите од страна на испитаничката или колешката, туку екстра централниот нервен систем сам си помага за да го на некој начин го заштити мускулот, направи додаток при генерирање на силата. И сега сите скокаат така, нели, одат во првата фаза хоп надолу и после веднаш нагоре. Ако причекате, кажав, нема ефект. И сега таа фаза всушност е ексцентрична фаза. И таа фаза се нарекува ексцентрична контракција или плиометриска контракција. Па сега, ако одиме на овој начин, значи плиометриска контракција, тогаш
вежби за плиометрија, јадам images, може да приметите дека се вежби со подскокнување. Арнама во едно книгиче кое што мислам дека го имам и дадено, плиометрија у пракси, мислам дека беше и превод, вели татко на плиометријата е Верхошански. Сакам да кажам дека ние користиме термин експлозивна сила, во англиска терминологија се користи плиометрија, или чиста експлозивна сила која е explosive power само за овие атлетските дисциплини, дели, ама сепак и они користат плиометриски вежби, така ги нарекуваат. Да не ви изненади терминот плиометрија кој ќе дојдете до него. Значи, еве малку дефиниција околу овој вид на експлозивна сила. Дали имате прашање некој до тука? Океј. Последното не мора да го дефинирам, отприлика имате представа како може да се поделат, така се делат и вежбите кои се создаваат за вежби за трансформација на силовите способности, нели сила на раце и раменски појас, сила на труп, сила на нос. Ау, да, супер, овие сум го имал овој момент тука само на кратко, што значи статичка контракција, што значи концентрична контракција, што значи ексцентрична или плиометриска, и еве зошто се нарекуваат супер. Статичка е изометриска, значи изометрија има задржување. Концентрична контракција е миометрија или се може да го сватите како спојување на припоите, значи гледате каде оди на сликата број 2, дека мускулот се скратува, всушност, додека кај ексцентричната контракција мускулот се издолжува или припоите на мускулот, еве го едниот припој, нели, на овој мускул е горе, другиот припој е на подлактица, и изгледа дека се оддалечуваат припоите. Сега, при методи на вежбање, особено кај Зациорски, има таа книга на кај другиве книги каде што ги имам ставено PDF, може да се најде класичен плиометриски режим на работа. Тоа значи дека јас тегов што го кревам, например во едно обично движење, едно максимално повторување, да направам кон горе и кон долу, значи кон горе и да вратам назад кон буква Б, нели надолу, нека тежи 10 кг. И можам еднаш да го изведам. И сега, кај Зациорски може да најдете информација дека вежбањето на овој вид на метод, со ексцентрична контракција или вистински плиометриски тренинг или плиометриски метод, се изведува на начин што јас ќе земам тек од 12 до 13 килограми. И сега ќе можам ли да го кренам тегот наваму? Не, нема да можам. Ама ќе можам ли да се борам во спуштање на тегот надолу? Значи тегот ќе сака да ми ја, ако може да видите, да ми ја спушта дланката и раката надолу. Во тоа борење, всушност има генерирање или трансформација на мускулна сила. Во таква ексцентрична контракција, мускулот добива малку повеќе силина отколку во обична мускулна контракција кога има, нели, обични вежби кога работиме. Каде што има и концентрична и ексцентрична контракција. Да не сака Томи да се вклучи, нешто кажете. Слободно прекинувајте. Не, се извинувам, ама не сум бил мјутнат, маца се закашляв. Нема проблем. Жив здрав. Дали е јасен овој концепт на вежбање? Јас, професор, сам да додам нешто за овие движењата, ексцентрично и концентрично. Например, јас ги разбирам концентарот и од центарот. Ке се издолжуваат, ке се приближуваат припоите. За полесно се разбери. Супер, може и така, да. Ова не навлегувам многу во овој дел, бидејќи ќе учите многу повеќе во биомеханика и таму ќе ги разгледувате точно, нели, сите движења и кои мускули по анатомија најверојатно учевте кои се екстензори, кои се флексори. Јас споменав на малку, само да видам нешто. Ова го барам. Одлично.
Овој ќе си го симнам сега за да го имам. Значи, вака, концентричната контракција може да генерира до 1 РМ сила и тоа е до тука. Ама вежбање концентричната контракција. Ама вежбање со ексцентрична контракција, значи каде што велосити или негативно забрзување или како да кажеме, значи попуштање, сепак има движење таму, ама во негативна насока, тогаш генерира многу поголема силова побарувачка кај мускулот и на тој начин мускулот и многу повеќе се оптоварува, но и се трансформира многу повеќе неговата силова способност. Се користи кај врвни спортисти, значи искусни спортисти, но, например, најверојатно знаете оваа вежба. Само секунда да го уфрлам. Супер, да го имам овој дел тука, одлично. Мислам дека се викаше Нордик Крол беше. Не само да видам. Да. Не, вака ќе одиме. Еве вежбата каде што, нели, во попуштање надолу. Вие всушност кога човеков на оваа слика нека види, кога човекот пробува да направи Океј. Не сакам. Ај вака ќе биде сепак ми е подобро. Знаете за која вежба се работи, еве од оваа страна. Значи, целта ова е почетната положба, скрената положба е да се спушти до долу. При спуштање надолу, всушност има ексцентрична контракција на мускулите од задната страна на нозете. Сега во овој случај ова е со како ќе дојде со централен припај, не е со периферен, но има концентрична контракција. Сега ова е многу силна вежба и кажете можам да задржам. Тој што не ја пробал, може 3-4 секунди да задржи, потоа има проблем. Мислам, посакува многу енергија, иако се работи за големи мускулни групи, не се мали мускулни групи. Така да е едно примерче кое што може да ви даде појасна представа што значи чиста плиометриска вежба, која зборуваме, значи не скокови, иако и скоковите ги нарекуваат плиометрија, но чисто ова е искрено најстари извор што сум го нашол е кизациорски. И е супер метод за работење. Да, колегата мој, менторот професор Јован Ивановски, работеше докторат со оваа метода каде што работеше плиометрија со 120% над оптоварување од максималното оптоварување. Што направивме сега? Краток рекап во овие 40 на минути. Значи, дефиниција, број 1, видови, број 2 и број 3, одиме на метод на развој, како се подобруваат. Ова се основни информации што ги давам за силовите способности. Секоја активност, ако ја поделиме во спорт, си има своји специфики како се вежба и што се може да се употреби во дозирањето на силата. Па ќе направиме, ќе видиме после, мислам дека има како се дозира во некој дел. Например, што може да користиме од средства, тоа се вежби со оптоварување, како може да биде оптоварувањето, многу логично, со надворешно оптоварување или со сопствена тежина. Сопствена тежина, калистеника, супер примерчиња, дури имам и некој пример понатаму ќе видите со сопствена тежина за all-around тренинг. Какви други методи има? Позациорски има метод на повторени напрегања, значи тоа се репетитивни напрегања со доминација на сила. Метод на максимални напрегања, веќе зборував, тоа се 1 РМ, нели? Метод на динамички или брзински напрегања со доминација на сила. Па, например, имате сега velocity based тренинг.
И сега јас имав, супер ме подсети Тео, наш колега, ја го споменам него, фитнес тренер работнички, супер другарче и трагач по информации, ми вели: професоре, што знаете за velocity based тренинг? И ја морам да отварам Google. Признавам, може би е моја грешка, но како термин не сум го сретнал и нема никаков проблем да не знаете што е тоа. Но, ќе мора изда чат да го отворам. Velocity based тренинг се однесува точно на овој дел каде што се работа динамички брзи напрегања. И се споредува за колку време би требало да го направите првото движење, например со петото движење или со шестото, и на тој начин да направите разлика помеѓу испитаниците, ајде, не испитаници, тука ќе ни бидат што? Спортисти, па на тој начин да го дозирате тренингот. Но сакам да кажам, кога го споменав за Циорски, книгата на Зациорски од 1975 година, додека стасаат информациите во книга, сигурно треба едно десетина, може би повеќе години, што значи не е нов метод, ама мейнстрим или модерен начин на нарекување, терминолошки, па вели velocity based тренинг. Потоа исто така може да се поделат според максимална сила, хипертрофија, значи вежби за максимална сила, вежби за хипертрофија и вежби за силова издржливост. Што е хипертрофија? Зголемување на некој орган. Ајде уште еднаш? Во овој случај мускулите зголемување на нивната големина. Добро. Томи? Па тоа ќе кажа, зголемување на мускулите. Ама вистински хипертрофија што значи? Не Да, знам. тоа е точно во право. Кај е големо. Да, Како? хипер е растењето. Хипер е зголемено, а трофија е зголемување. Не. Трофија е исхрана. Атрофирани мускули. Атрофија мускули е намалување на мускулите. Во Епа, големина. ако има атрофија, Е намалување. е намалување, значи неисхранетост. Не е намалување, туку е неисхранетост на мускулот во буквална смисла на превод. Значи, дегенерација, неисхранетост. Слободно може така да се преведе. А додека трофија, дали ќе го најде вака? Како трофеј ми го преведува. Како и да е. Идејата е да знаеме терминолошки што значат зборчињата и тогаш ќе знаеме за што се работи, бидејќи верувајте, може би вас ви е чудно, ама на испит прашувам што е хипертрофија, не знаат наши колеги, после 3-4 сесија. И тоа е малку така непријатно е. Непријатно е, најмногу за нив, да сум се навикнал на овој дел. Добро, овде не знам зашто е дуплициран слайдот. И сега, кој од овие методи што прави? Па, например, гледате, секогаш споредува според еден ЕРМ, секогаш. Не секогаш. Сега може да споредиме и според некои други, velocity, според забрзувањето кој што се изведува и така натаму, ама нас ни е битно кога работиме, кога зборуваме за развој на силата, тогаш треба од некаде да почнеме со некое дозирање. Значи, како да направам јас дозирање или од каде да тргнам за да можам да го издозирам, само да кај ме е книгичева, за да можам да го издозирам тренингот. Супер. Па, мислам дека овој момент го споменував, ама ќе морам да се вратам уште еднаш на него. Значи, кога сакаме да дозираме тренинг, тогаш секогаш зборуваме за интензитет на оптоварување, обем или волумен, фреквенција и одмор како најбитен. И сака е сила, интензитет на оптоварување кога работиме со надворешно оптоварување или не мора надворешно. Надворешно полесно е.
што ќе биде интензитетот на оптоварување? Надворешното оптоварување. Кој ќе биде волуменот? Бројот на подкренати, бројот на серии. Значи, овде ќе биде тежината, интензитетот, овде ќе биде бројот на серии, но бројот на репетиции во една серија, но и бројот на серии. Со колкава фреквенција во еден ден ќе сработиме колку 7-8 вежби или 12 вежби нека бидат по 3 до 4 серии или 2, зависно каков е клиентот, или некојаш ќе направиме 3 до 4 вежби само. Што е фреквенцијата? Кокав одмор ќе дадеме одмор од еден ден минимум, а најубаво би било ке почетници 2 дена одмор да се даде. Значи, ова сега зборувам за дозирање, дека исто важи како кај издржливост, така важи исто и кај силовите способности и генерално кај сите други моторички способности. И сега може да го најчесто се сретнува терминот на англиски load или значи колкаво е оптоварувањето како load, external или internal load, ама и training load може да се најде. Ја не знам, сум го користал дозирање, најверојатно затоа и останато, ама или дозирање или тренинг load, се едно знаеме на што се однесува. Па сега, дозирањето вели за да настане анатомска адаптација, според Ивановиќ, вели дека ќе работиме со помала тежина од 1 РМ. Значи, јас ако сум можел да креам 10 кг на бицепс, тогаш ќе работам со 6,5 кг и тука настанува некоја анатомска адаптација. Зошто ни е битно таа? Битно е затоа што тие што немале никакво искуство, например, со силов тренинг со тежини особено, тогаш потребна е период од 2 до 3 недели да се направи анатомско зглобна адаптација на движењата. Инаку може да настане прво повреда, а второ ќе има болка мускулна. Значи, така. Некој може би нема да има лукав ефект, но добро е да се направи ваква адаптација некоја и вели работи со помалку од 65%. Сакаш да ги растеш мускулите, значи да работиш во режим на хипертрофија или бодибилдерски режим, не го споменав, тоа е истото. Хипертрофија е бодибилдерски режим на работа. Тогаш работи со 75 до 85% од една максимална репетиција. Сакаш да работи за максимална сила, ја би рекол 95% од 1 РМ до 100. Значи 100 е ако еднаш можам да кренам, а 90 ако можам еднаш до 3 пати да кренам за максимална сила. Сега понатаму ајде имат Dynamic Effort метод, Rate of Force Development, добро за развој на генерирана сила, значи експлозивност, може да го кажеме. И со 50 до 60%, ама зависно и што, нели некои скокови се работат само како скокови, некоја експлозивност, освен ако не е изфрлувачки активности, ако нема, па тогаш може да ја калкулирате надворешното оптоварување на, например, изфрлање на диск или тенис. Да, тенис. Професоре? Да. Вака за експлозивност, што е RFD и за velocity based тренинг, највише се практикува денешно време во олимписки дигања, како што се набача и снеч. И таму се користат овие проценти, прилика 50-60%. Со некои репетиции 3 до 5 за произведување експлозивна снага. Да, точно, со тоа што конкретно за velocity based имате апаратчиња кои што може да ви кажат за колку време. Нели? Ги знам, имам и работена со така. Супер, значи да не ајде додека зборуваме. Има некои со јаже што работат, има некои поевтини што се онака само колку брзо се движи шипката и за колку време мери. Да, сега идејата всушност на тоа е, затоа го отварам ова, само да најдам каде има на шипка, еве го. Значи, гледате, врзана, идејата е дека тежината ја бирам, ама за да проценам точно со колкава брзина крева, тоа ми одговорува дека ја барам брзината на кревање како оператор во тренингов. Значи, битна ми е можеби тежината со која што работам, ама уште побитна ми е брзината со која што кревам. И затоа тоа ми беше идејата во право се томи дека се користи процент од максимална сила, ама конкретно кај velocity based па се користи брзината на кревање. Они се во корелација брзината на кревање
Значи тој што може да крене повеќе тежина, најверојатно со помала тежина ако му дадете, ја колку го работев, со некои 70% мислам дека работев, тестирав брзина, точно на бицепс, брзина на изведба на движењето. Така да, тие се во корелација, но еве, новава не методи, него насоки, конкретно за Velocity Base, бараат да се проверува брзината за да се има сега немаме, ова се скапи апаратури, скапи. Нови се што е ново е скапо, после тоа искочи дека не се толку скапи, но точно во право си и не дека само тамо. Во процентот од 1 РМ, многу конкретно сум го користел ја и моите колеги во спортски клубови, каде што треба да направим програма, индивидуална програма за спортистите во кошаркарски клуб, прв пат сум го користел. И са како да направам, еден ден ги тестиравме во главни мускулни групи, тие што сакаме да ги работиме, и потоа им е дадено според тие што работеа хипертрофија, тие што работеа максимална сила и така натаму, според процентот деден РМ си имаат точна програма за секоја вежба со која тежина да работат. Значи го индивидуализираш тренингот. Затоа се добри процентиве да се користат, но ова е нели релативна тежина во однос на максималната. Да, овде ги имам ставено. Супер, мисля дека го немам овој слайд. Општ приказ на кога зборуваме за максимална сила, хипертрофија и силова издржливост. Ќе почнеме од второто, репетиции. Може да приметите. Значи, колка број на повторување. Ајде, не можеме од второто, морам од првото. Правило број 1, до отказ. Значи, повторно се случува, имам консултации од пријатели, што е проблемов, не може да изведат, особено колешките, еден згиб. Не може за 2 месеца да не може да изведат еден згиб. Значи, треба не да може да има некоја повреда. Второто е дека нема мотив. Не сака да го изведат и тоа е тоа. Или чекаат 2 недели пред испит и после ќе биде тонч, не можам да го изведам. Ама фино објаснив. Значи, ако се работи до отказ, многу ефикасно ќе се трансформираат овие силови способности. Гледате, ке сите 3 основни кои што ги одбрав за презентација, ке сите нив се работи до отказ, освен можеби ке силова издржливост. И сега, сте виделе вие бодибилдер да направи 7, 8, 9 движења, а да не биде до отказ? Да, во загревање. Инаку не може да видите. Нема ефект тренингот. Бадила го троши времето, троши енергија, троши време потребно за да стаса до надпреварот. А треба да се истрансформира за многу побрзо. Максимална сила гимнастичар исто, ако не направи до отказ, значи да проба и да не може да изведе 1, 2 или 3 движења, тогаш нема трансформација на максималната сила. И сега, дали треба рекреативци да работат до отказ? Еве, ја викам дека не треба да работат, затоа што не знаеме каква е мускулната адаптација кај нив настаната, каква е здравствената состојба, прво пластична, значи на ткивата, второ централно на кардиоваскуларен систем и се. Значи тука веќе имаме проблем. Треба да, ама ке спортисти кои што се малте не докажуваат еднаш седмично дека може да, било кој спорт, дека може да трпат максимални напори, тогаш ефикасна трансформација на мускулната сила е само преку отказ. Пак зборувам, ќе настанат промени ако не работите до отказ, ама можеби ќе ви треба 4 месеца наместо 2 месеца. Тоа е идејата, инаку точно. Мускул кој што работи, па макар и да не е до отказ, се трансформира, прави адаптација. Значи, дали е раст на мускулот, дали е функционална адаптација, се едно. Нема потреба, мислам, да ги читам репетициите, ете и серии, како пример се дадени, тури и одмор, колку пати во неделата и така натаму. Само ќе кажам дека максималната сила е многу врзана со креативфосфатните резерви и со одморен централен нервен систем. Че тука ако сакате да имате успех во овој дел, максимална сила, тогаш она е многу блиско врзана со централниот нервен систем и неговиот капацитет, или треба да е одморен. Тоа исто како кај брзината. Брзината се работи наутро. Секога се работи наутро, инаку заморен централен нервен систем, значи попладне во тек на денот е заморен централен нервен систем, макар и ништо да не работил, да гледал Netflix или да гуглал по Instagram или што ја знам таму,
постојат некои тиктокови, не ги знам тие, ќе се замори, затоа што заморот може да биде физички, може да биде и психички, ама централен нервен систем е тој. Можам да споменам дека кај силовата издржливост нема потреба да одите до отказ. Кај спортисти максимална сила 1, 2, 3 повторувања, особено на нозе, не би работел многу. Не знаеш што скрие на повреди, има фудбалери, кошаркари, тенисери. Ако имате добра анализа на биодек за нив и конкретно проценка на магнет, па дека нема дури проблем со раскавица, што не е мал проблем, значи не мора мускулно ткиво да биде проблем, тогаш подобро е да направите 3-4 повторувања така кои што ќе бидат блиско до максимум, отколку да ставите уште 15-20 килограми на дедлифт или на чучнување и да кажете да, направив една вистинска серија од 1 РМ, значи 1 до 2 до 3 повторувања, ама некако ми е страв дека можеби ќе се повреди човек. Значи тоа е идејата на како да воспоставите тренинг. Сакате ли да додадете нешто еве од пракса, тоа ми супер спомена Ангел. Другите вклучете се слободно, другите 8. Професоре, моje мислење, ова само јас што имам истражувано во изминатиот период, дека максимална сила, и ја го применувам, не секогаш вежбам до отказ, обично оставам 1 до 2, да речеме нешто резерва, бидејќи ако сакаме да правиме до 3 повторувања, ја мислам дека не е можно првата серија ако направиме 3 повторувања, втората и третата серија со истата килажа дека ќе направиме уште 3 повторувања. Мислам дека не е можно тоа се деси, бидејќи како што кажате, нервниот систем многу ќе се умори, нема може да се изведе тоа. Исто така би додал малце повише одмор, до 3 минути и тоа. Види се, супер, добра ти е забелешка, ама имаш финта. Значи, првото правило конкретно за максимална сила е што? Дека ја, ако го гледам дозирањето според репетиции, треба да направам нека биде така, една репетиција. Добро. И сега ти земаш 10 килограми, како најдобар репер, нели, заокружено. И точно, првата серија ќе направиш едно. Втората серија ќе можеш да направиш едно? Не. Така, се сложувам јас со тоа. Ама ќе ја намалам тежината. Да. Ќе ја намалам и повторно, финтата е дека со истиот интензитет ти ќе го екситираш мускулот, ќе го надразниш мускулот и централниот нервен систем. Чи тоа е идејата, дека јас со истиот интензитет го надразнувам, ама он е заморен. Да, ама он се бори со предпоставка е, нели сега, не можам точно да кажам, ама бидејќи може да изведе само едно движење сега со 9 килограми, не со 10, тогаш он се заморува на истиот начин. А нас ни е целта, ако ви текнува на едно од првите предавања за теорија на тренинг, на вежбање, дека целта ни е да излеземе од комфортната зона и да го всушност шокираме мускулот, не мускулот, телото и мускулот како side effect. Така да ти си во право, ама финтата е дека пак можеш да работиш ако сакаш 1-2 повторувања, со тоа што ќе намалуваш тежината, ефект ќе има. Повторно ќе има ефект. Дури може би поголем ефект ќе има отколку да се штедиш, па да правиш 3-4, па после 2-3, па во третата серија да направиш 1-2, па во четвртата серија да успееш да направиш 1. Ако работиш на овој начин, тогаш апсолутно ќе има подобар ефект, затоа што секогаш ќе биде 100% шокиран мускулот. Миле од атлета ќе го цитирам, ја кога почна да вежбам, он не учеше така, шокира го мускулот на различни начини. Точно, искрено и ја имам приметено како проблем, многу луѓе ќе му кажеш треба да направиш 3 по 10 и он ќе се штеди на првата и на втората, за третата да ја заврши и го губиш ефект. И затоа треба некогаш до максимум да се отиде за да знае кај е максимумот, инаку никогаш не би знае. Ама да, точно. Сега кажете, слушам, извини. На принципот, на пример, сега кога ние више имаме проценти од 1 rep max, нели? Каде сега ќе дам за пример чучен, сакаме да направиме 3 серии со 3 повторувања 90%. Првата ако ја направиме, можеме само 3 и не можеме повеќе, и ако наредните намалиме килажа, фактички процентот го губиме, што сте го сакале. Ако? Не е проблем. За секој мускул истото важи. Ти ќе го изгубиш процентот, ама
дозирањето или лоадот, оптоварувањето е тоа. Во тој момент мускулот и телото всушност толку може. Јас сам да додам нешто за толку што поголем заморот, толку може да се прават помалце репетиции и да се постигне истиот ефект, бидејќи толку максимумот од телото во тој момент, толку ќе се умори нервниот систем, толку ќе бидат заморени мускулите, толку ќе може максимумот. Добро, да, има логика. Сега финтата е тука поконкретно како ќе го замориш. Дали ќе го замориш во услови како што зборуваме со Томи во максимална сила, домен на максимална сила, хипертрофија, силова издржливост. Значи, можеш да го замориш, например, во метком режим, каде што ќе биде all-around тренинг некој и дури ќе биде тренинг за издржливост преку сила. Не знам дали ме контате. Комбинација од повише адаптација во еден тренинг. Да, последното што го кажав. Ама супер. Примерчиња од пракса многу сакам и слободно кажувајте како се работите. Јас, например, пак ќе кажам, кога работам особено нозе и труп, сум гледал да не биде до отказ, како што работи Томи кај што кажува прва, втора серија, ама ја и трета и четврта сум ја терал, наместо 1 до 2 повторувања до отказ. Тоа да отказот да може да настане, значи ја да направам 2 серии, 2 репетиции или 3, ама чувам за резерва 4-та или 5-та репетиција. Затоа што особено кај нозете ви објаснив зашто е проблемот. А искрено, што знам, кај мене сега периодов попочнуваат и други горни мускули да покажуваат слаба. Што да пипнам, се нешто текува, пука. Дали е до годините, дали е до период, кој знае што да пипнам, се некој плави, нешто се случува, некоја травма, значи некоја патолошка травма на мускул. Добро, имате нешто да додадете за овој дел? Океј, ми е кејф уште еднаш да кажам дека се вклучувате, знам дека оваа тема е интересна и позната. Сега, значи кажав, не се овие основни 3. Мислам, овие ја ги земав како основни методи, доволно е да ги знаеме и вие да ги знаете. Постојат, дели, како што спомена и колегите, и други методи на подобрување или трансформација на сила. Конкретно, што би направил? Бодивејт тренинг или не калистеника, еден тренинг без надворешно оптоварување со сопствена тежина. Ми прашуваат пријатели што да правам. Еве ти 4 вежби, сврти ги првиот ден 2 круга. А како да работам? Пробај работи, сега тука доаѓа Томи, тоа ке што ја го кажувам. Пробај работи с клекчиња. Например, ако почувствуваш дека ти е тешко, да процениш дека ќе можеш да направиш уште 3-4 и застани. Тоа е субјективна проценка. Таа субјективна проценка е тестот се нарекува RPE или RPE или Rate of Perceived Exertion. Значи, ако го вратам слайдот назад, зборуваме за адаптација анатомска, значи тука сме негде да можам да направам анатомска адаптација. Зошто? Затоа што претходно никогаш најверојатно не вежбал. И ако ги направи до отказ, што ќе се случи? Една серија, ништо. Втора серија, ако направи, така, може ќе чувствува некоја физичка, така, не болка, туку осет. Трета серија, ако направи, ќе има воспаление на мускулите, сигурно. Ако некој не вежбал никогаш. И тоа ќе има воспаление вториот ден на мускулите, затоа што настанала мускулна травма. Проверена во 99% од случаевите, 1% не признава дека има болка. Сакам да кажам, значи не се ова единствените вежби, нешто што ми паднало на памет така едноставно, но идејата е како да го дозирам, за тоа ви објаснам. Например, направи склекчиња, да можеш уште 3, 4, 5, а ти престани.
Ете, тоа ми што го кажа ке максимална сила. Колку згибови да не можам ни еден. Пробај. Пробај еден. Пробај. Не можеш ни еден, ама пробај да направиш. Тоа е една серија. Колку дипс да направам или спуштање, нели, надолу. Исто како ке склекови. Пробај да работиш, кога ќе почнеш да го чувствуваш мускулот дека гори, се овие се интересни екстензорната група, она почнува да пече. Квадрицепсот исто почнува болка да појавува, да пржи однатре. Кога ќе почне болката, така, направи уште едно-две и престани. Значи да излезеш малку од комфортната зона. Стомачни исто на почеток, ама понатаму кога ќе дојде стомачни до отказ. Сега, колку серии да направам први ден, направи 2 серии, ама многу се малце, па малце се. Не може за еден ден да настанеме Шварценегер или некој од овие билдери. А како да работам вториот ден исто. А како да работам третиот ден ако немаш голема болка, стави 3 серии. Супер, а четвртиот тренинг не мора ден, него тренинг, што е веќе втората недела. Тогаш ќе ставам може би 3 сигурно, а ќе видам за четврта и четврта серија можам да ставам третата недела или четвртата недела и мора да има градација во дозирањето. Не може одеднаш тоа да го направите, затоа што прво ќе ги изгубите клиентите, ако се работи за дечиња нема да ве сакаат, ќе имате проблем, ќе ги боли нешто, а они ќе сакаат да се докажат пред другите дека може повеќе склекчиња да направи или може повеќе стомачни да направи, а не е поентата, мислам, убаво е да направиме некој тест, ама убаво е вие да го контролирате тоа и да кажете стоп. Возрастните исто сакаат да се надпреваруваат меѓу себе или со тренерот да се надпреварува да му покаже дека може. Ама ваша задача е да кажете, добро, ти верувам, застани, не форсирај. Значи, гледате оној одмор, што го спомна во дозирањето, чекај да видиме дали го има тука. Одморот што го спомна во дозирањето е со големи букви напишан. Тој мора да се почитува многу добро. Океј. Како вид друг на тренинг можам да направам? Да, можам да имплементирам, например, репетитивни повторувања со изометриски вежби, кај што има планкови. Како да ги правам сега овде да не објаснувам, еве во слайдов има, стои, може да вратите назад, ама сигурно и знаете, значи повторно градација на нештата. Што да направам? Че да видиме што имам прето. Супер. Малку поадванс вежбам, имам искуство во вежбање, супер, направи 2 серии од сите овие. Ама не, можем да направим и 4 серии. Ама колку време не си вежбал? Па добро, не сум вежбал, например, 10 дена. Да, во ред. И за 10 дена направи 2 серии од вежбиве, не повеќе. Затоа што веќе после третиот, четвртиот ден има како се вика тоа, не анаболизам, туку катаболизам. Значи, едноставно се адаптира мускулот, не вежба човеков повеќе и така има некој пат на вежбањето. Обично е колку време си вежбал, толку време стои силата или толку време опаѓа, но сепак зависи кај рекреативци, се зборуваме за рекреативци тука, дека треба да се внимава да не биде тоа пренапорно. А постепено да се додава по една екстра серија во 1, 2, 3 вежби, например, на тренинг, последниот пат во 4-5 вежби ќе додадам трета серија. Значи да има постепена динамика на нештата. И ако приметувате, еве 3 вида на вежби, кои што се генерално исти, се надоградуваат на ова првото, основното, ама нема надворешно оптоварување. Нели, сам со сопствена тежина пробувам да направам дури leg raise или не што и да е тука од овие вежби. Мултифункционален тренинг. Супер тренингче, посебно тема имам за ова. Ќе видиме, може на некој следниве часови ќе ја поминеме на кратко. Мислам дека денеска нема логика. Се работи за што? Дека вклучувам повеќе зглобови во движењата. И правам некои природни форми на движење, иако, например, имам овде дедлифт или, не знам, TRX користам, но сепак дури во ова, како се вика, battle rope, војничко јаже, не војничко, како да кажем, јаже за влечење. Значи, сум во получучнување, ама сепак правам и чучнувања,
па работам со раце раменски појас, па грбот е вклучен, значи употребувам поголема мускулатура. И можам да признам дека од искуство че дали бил да. И покажам на крај од искуство со фудбалери кои сум работел, никој не сака во теретана да влегува, нормално, затоа што е досадна, сите сакаат да изведуваат ваков тип на вежби затоа што им се интересни. Па на пример обично, не знам, 12 на вежбички кои што ова се зборувам за искусни спортисти, 12 на вежбички кои што се изведуваат 20 до 30 или 40 секунди и толку одмор им давам, е доволно и супер адаптација имаат за овој силова адаптација. Сега конкретно во спорт силова адаптација треба за да бидете конкурентни во игра, за да ги заштитите мускулите и телото при контакт, но и не само при контакт, туку и при нели собствено движење. И едноставно да имате здрава мускулатура за да може да се издржи напорот. Без разлика што издржлива, само сепак треба да има вежбање за сила. Само малце си. Да, добро. Каква друга комбинација можем да направам? Па, например, можем да направам едно вакво кружно мултифункционално трениче и да додадам уште нешто. Па, какви други видови на движења, нели, не се тие единствените, овие се одбрани како пример. И што зашо не можам да го отворам? Заради ова не можам да го отворам. Супер, чекај сега. Да видите како функционира. Дали оди видеото со кочење или не? Се гледа тамо. Да, супер. Значи, баш оние сликичките што ги видовте се применети на тренинг. Дури има и некои други вежби, и тоа конкретно они беа загреани, направени вежби за нозе, посебни. Еве, да, не знаев дека ги има и овој дел. Мислам дека ги има и вежбите за нозе. Ова е ден за сила, каде што работиме. Супер, ги има и вежбите за нозе, наскоци, ги имаме нив, не сум го отворил одамна. И после 12 станици, кои што по првиот ден 2 круга, а понатаму веќе 3 круга сме вртеле, без никаков проблем, сите сакаат да ги работат, нормално треба обука на нив. И можем да признам дека е едно брпи со изфрлање на медицинка, јаженце поскокнување, изфрлање на медицинка, удар на медицинка. Значи, оваа вежба 2 тренинга ја работевме, 4 медицинки скинавме и престанав со оваа вежба. Немаше собственикот на клубот пари веќе за медицинки. Можам да признам дека имаше Брдаревска, ако знаете, имаше супер ефект затоа што немавме повреди, што е најбитно. Играчите беа конкурентни во игра и имаше успех. Конкретно оваа сезона работнички освои 2 титули. Не заради овие тренинзи, не сваѓате погрешно, туку заради други работи, но меѓу другото, суплементацијските тренинзи од овој тип, кои што се за силова трансформација, делуваат на позитивно на работа. Некој ќе каже не ги изведуваат вежбите како што треба, да, ова е прв тренинг. Значи нас ни требаше 2 до 3 тренинга за да може да се адаптираат. Дали како да ја прими топката Милушев, како Дуле Трајчевски да работи со Јаженцево или Мики Петрович двете медицинки не ги скрши, не ги скина. Не толку тотално не добра изведба на Јаженце на Тошев. Еве кај ми беше тука негде, може да приметите, значи ама со тек на време мора да ги научите и после ме веќе лесно и дури едноставно нема потреба да се контролираат, туку може да одам на интензитет и да го зголемувам бројот на минути за да може да се зголеми волуменот на вежбање. Супер, тоа сакав да го кажам, примерчиња од книга ви посочив. Че да видим уште една за сила.
па ќе дојдам на овој дел. Конкретно вежби, ако одвоите само за нозе, нели, само за горен дел, тоа ви е јасно. Да, сакам уште нешто да ви покажам. Само да имам ке сила. Класичен бодибилдерски метод за тренирање, сплит систем, така се нарекува. Па работите нозе, гради и трицепс на тренинг 1, работите грб, бицепс, рамо, значи вака тотално е небитно, ајде не тотално, ама миксањето на мускулните групи е многу интересно. Не мора да биде повередост. Но секојаш треба да внимавате, например, да има да биде контрагрупа, ако работеле гради да биде трицепс. Сега тоа е идејата, нели? Ако работело бицепс да има грб или рамо со грб, мада рамо грб некојаш и се слични, но може да се изолираат кога зборуваме за бодибилдерски режим. Овде се дадени две варијанти, многу едноставно, ништо особено, значи една варијанта за тренинг број 1, друга варијанта за тренинг број 2. Како да ги комбинирам? Еве го имате и овој дел овде, значи готови програми како да ги комбинирам, кои што функционираат програми. Максимална сила, ја кажав, например, некој метод 5 по 5, сакам ова се да го покажам следно. Се родија две идеи. Кластер метод, како да работам. Океј. Еднава идеја што сакам да ви ја покажам. Пример за тренинзи, конкретно програма, многу програма за 7-неделен тренинг кај млади фудбалери 16, 17-18 години, еден нека бидат 17-18 години. Први 7 седмици трансформација на мускулна сила или хипертрофија преку функционални вежби. Кои се методите? Тука се во консултација со Огнен Бржански, многу поголем дел всушност од него, направено. Фитнес револуција, ако ви текнува на како да кажам, фитнес револуција. Кои вежбички се, морам вака да направам, со едноставен пример од колку 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22 вида на движење, комбинација на вежби, мора да ги извадам за да се знае прв ден работа горен дел од тело, втор ден работа долен дел од тело, трети ден работа мултифункционални вежби и комбинација, нели, но иницијативата, всушност акцентот е на горен дел, акцентот е на долен дел. Па што работиме? Работиме во блокови од 15 минути, 5 рунди на основни 3 вежби, основни 3 вежби, основни 3 вежби. Работиме во 3 блока, 4 рунди од по 3 блока, every minute on the minute метод или нели некои други методи, но целата комбинација на тренинг е со некои 22-3 вида на мускулни контракции кои што нели може да биде бенч прес, може да биде кос бенч прес, може да биде бенч прес или склек на TRX, може да биде секакви комбинации, но тие се тие основни движења кои што треба да се изведуваат. Нели? Есмени Rounds is Possible, например, ама се е во доменот на хипертрофија и пробано е дека е во домен на хипертрофија кој метод да го употребите од овие методи. Ако сакате да се представите пред клиент, само да видам дали ќе можам уште ова да го покажам. Не, мислам дека е тука. Ја користеле TrainerS апликацијата?
Не, прв пат слушам за неа. Не можам да се логирам. Ева ќе направам овде, ќе направам stop share. Уствари stop recording.